Како и во секоја друга јавна библиотека, луѓето доаѓаат во оваа за да читаат и истражуваат, да поземуваат книги. Но може да изнајмите и жива приказна. Наместо да вртите страници, имате можност за 20 минута средба со човек книга, во живо да поставите прашања и да добивате одговори. Не знаеме колку сме навистина силни се додека не сме принудени да се справиме со нешто за кое што не сме ни сонувале дека ќе ни се случи. Писателката Меј Макармо ја добила битката со рак на дојка. Основачка на фондацијата Тайгер Лили, посветена на млади жени диагностицирани со болеста. Го споделила искуството во книга, но и вака усно во библиотека како човек книга. Поне посредно е кога некој разговара со вас, може да ги отворите страниците на тој живот и да го споделите искуството. За мене ова е магично. Нов начин да дознаете, фактите доаѓаат побрзо, го гледате изразот на лицето, невербалните нешта кои што ги нема во книгата, искуството е побогато. Денис Фарго ја изнајмил Боби Кардучи, авторката на мемуарите Исповеди на несовршената негувателка. Како човек книга го споделува искуството кога се грижела за свекорот, кој што последните 7 години од животот страдал од деменција. Ова е мощна тешка ситуација и влијае на целото семејство. Фарго објаснува зошто сакал да слушне за искуството на Кардучи. Имам грижена совест. Кога мајка ми беше на смртна постела, јас не можев да ја негувам, бев далеку. Инспирација за луѓето книги била слична програма во Хелсинки, Финска. Оценките се позитивни. Добивме бројни позитивни критики од корисниците дека ова е најдобра библиотечна програма која што ја искусиле.